Советот на општина Куманово донесе одлука бесплатниот градски превоз да се продолжи за уште 3 месеци, односно до крајот на септември. Согласно одлуката на превозниците ќе им се исплатат 15 милиони денари. За првите 6 месеци од општинскиот буџет за оваа намена беа одвоени 500.000 евра. На постојките и во автобусите може да се забележи поголем број граѓани кои го користат јавниот превоз. Кумановци кои што ги прашавме велат дека се задоволни од одлуката. Добра одлука. Кратко и јасно. Го користите ли јавниот превоз? Па, почесто. Значајно ли е сега во ваква криза? Ослободување ли е за вас? Много. За овој без парицу, добродошло. Свака част за градоначалника. Има ли интерес за користење? Да. Едино за лекови што доваѓамо. Од населбу смо и користимо ga. Има ли интерес за користење на бесплатниот превоз? Па некој има, некој не. Ali većinom ima. Тој продолжуе га тој за, например, за превоз да се бесплатен, али треба да води горе канали, немамо едно друго путиште, све катастрофа, не е за превоз само, превоз плаќале сме сега до сега го плаќамо. Го користите ли јавниот превоз во моментот? А што ја користам ја на работа иду кад га користам, кад не. Советниците од опозицијата беа против предлогот, укажувајќи дека не се направени анализите за придобивките од мерката во првите 3 месеци. Колку вкупно патници се превезуваат на определена линија, колкава е оправданоста на трошоците, бидејќи ние популарно зборуваме дека имаме бесплатен јавен превоз. Немаме бесплатен јавен превоз. Превозот се плаќа со парите на граѓаните. Сите 100 и повеќе илјади жители на општина Куманово преку плаќање на јавните давачки и даноците на општина Куманово всушност со нивни средства го субвенционираат овој превоз, а ние не знаеме на колкав број корисници тоа се однесува. Дури не ни знаеме, на претходната седница не знаевме точно кои линии точно ќе бидат ново воведени и дали ќе се воведат нови линии, каде ќе има автобуски постојки, имаше барање за таква работа и не добивме се уште одговори. Мислам дека апсолутно е неоправдано сега, без да постојат вакви податоци, да се доведуваме во ризик, дури и со амандмани да се учествува во ребалансот на буџетот за овие средства, а тоа ќе дојде понатаму на дневниот ред, ниту има потреба, ниту има оправданост, ниту има здраво разумска логика за такво брзање. Зошто се брза? Разбирам за делот на двете линии кои што се однесуваат на Белјаковци и Клечовци, за 3 месеци кои што преостануваат. Немаме право по ниеден основ да ги издвојуваме граѓаните по однос на мерката. Дали е исправна или не е исправна, тоа не ни ја намалува обврската да мислиме за сите подеднакво. Но, зошто е потребно сега за овие 15 милиони да се изјаснуваме пред да ги имаме анализите? На укажувањата одговори председателката која посочи дека одлуката се носи бидејќи не се знае кога ќе биде следниот ребаланс на буџетот. Таа нагласи и дека во тек е изработка на анализа. Спорно е кога ќе има следен ребаланс на буџет. Дали ние, да кажеме, се изготвува една опсежна анализа од страна на општина Куманово за задоволството на луѓето корисници на јавен превоз. Јавен превоз може да користи и оние што се социјално загрозени случаи, може да користи и човек што зима пензија, може да користи вработен и мислам дека за сега се покаже како добра мерка предложена од градоначалникот и изгласена едногласно од советниците. Ова плюс додавање на пари е само затоа што не сме сигурни кога ќе има следен ребаланс на буџет. Може би ќе биде во септември. Дали ќе ја прекинеме мерката ако немаме пари? Значи сега се обезбедени пари и добро е за наредните 3 месеци да се обезбеди бесплатен јавен превоз, затоа што задоволството меѓу обичниот народ не може паушална изјава, нормално дека е паушална, додека не се направи една детална анализа која треба да се изготви. Знам дека се изготвува за Советот, меѓутоа треба да биде пред 6 месец. Значи таква анализа ќе имаме овдека на седница на Совет. И ќе видиме што сме направили, какви се резултатите, какво е задоволството меѓу народот.
Меѓутоа, дали тоа значи дека ние треба да го прекинеме субвенционирањето ако немаме ребаланс на буџет до 6 месец? Не. Значи сега имаме доволно средства и мислам дека е правилна одлука да се вложи со овој ребаланс да биде сместени и наредните 3 месеци кои, односно трета четвртина од трет квартал од оваа година, а за последниот квартал ќе видиме како ќе биде. Во Куманово бесплатниот градски превоз започна да се користи од почетокот на годината. Целта е да им се олесни на граѓаните во економската криза.